Еднаш мајка ми рече, ако сакаш да станеш војник, ќе станеш генерал, ако сакаш да станеш свештеник, ќе станеш папа. Јас се одлучив да бидам уметник и станав Пикасо. Сонот на Пикасо го следи и Сабедин Ејупи, сликар, но во последните децении карикатурист. Но севите на луѓето се едни од главните виновници за Ејупи да заплови во овие води. Зашто едноставно ми привлекува делови од човековото лице. Посебно носовите ме привлекува уште како мал. Уште во основно и во средно образование по предметот по ликовно ги црта посебно носовите во профил. Така да уживав и гледав луѓето како се разликуваат во носовите. Тоа беа почетоците мои први со карикатурата. Со карикатурата, кога почна да се бавам професионално, негде 82-та, 3-та. Почнав на живи модели да ми позират и да ги правам карикатури во Пореч, да беше. И во екс-Југославија. До денес, цели 3 децении црта карикатури, како во Македонија, така и надвор од границите на земјава. Бројот на дела не го знае, но често знае да подари карикатура како подарок, особено на политичар. Да не знам, јас не сум таков тип кој ги запишува, води евиденција чуда, али сигурно е голем број. Кој ќе земете во обзир толку години работа. Обично на познати личности, ако е биле некој вип личности, или сум му направил, кога сме биле во друштво со него, као поклон сум му дал, или сум ја направил по нарачка на некој уредник, посебно речем во Дневник, во времето на кој беше главен уредник Сашко Коланов, негова идеја, јас само ги и пренесував неговите замисли. Така да немало некој лично со мене да има проблеми, некакви замерки во тој смисол. А иначе на политичари исто така, кои се ми правил лично за нив поклон, исто на нив им беше посебно драго. Времето за изработка на една карикатура е релативна работа. За жал, вели Ејупи, секој не го бидува да биде модел, дури и за карикатура. Како што се е релативно во животот, па и во карикатурата. Таа може да биде од многу кратко, од неколку минути, неколку минути, до неколку сати, па може и неколку дена. Никој не се завршува ништо. Се тоа е релативна ствар. Зависи за која намена, како, во кои ситуации, така да. Има и такви од обратно што некој да се утепаш, не можеш да го направиш она што сакаш. Едноставно не иде. Едноставно не е фотогеничен, да кажеме. Едноставно не си го нашло моментот. Едноставно не можеш да го направиш. И па покушаваш нешто друго да направиш, изведуваш нешто колку за да го задоволиш моделот. Али ги има и едното и другото. И воодушевување и разочарување некогаш и како што е во животот. Додека случајните минувачи љубопитно дзиркаа во ателјето на Сабедин, со радост и смеа, тој раскажа што за него се карикатурите. Што би рекол јас? Карикатурата, мислам дека воопшто карикатурата е како еден медикамент за луѓето за подобро здравје. Луѓето што повеќе да се смеат, повесели да видат и го продолжува животот. Така да, што повеќе во позитивно смисла карикатура за нагласување на позитивните работи на луѓето и подолг живот на некој начин. Од уметност не се живее, но приказните за секое дело вечно ќе живеат. Ако случајно не идете на ателјето на Сабедин, наминете, ако не за карикатурите, барем да го поздравите големиот човек со скромна заработка и огромна дарба. Јас сум Сабедин Ејупи Сајгон, а вие гледате и читате ексклузив.мак.